Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на серијалот Балкански перспективи во организација на Пропис и Радио МОВ, серијал кој што зборува за поконфликтниот период во Република Македонија по таа 2001 година и тоа како овој пат ќе начнеме како спортот се справува со сите ситуации кои што ги носи едно мултиетничко општество и како се изборуваме со националистичките не само скандирања, туку и цела ситуација која што политиката сака да се меша во секоја пора од животот. Денеска нема да кажам мој гостин, бидејќи двајцата сме гости во ова прекрасно студио, туку мој соговорник на овие теми ќе биде исклучителен фудбалер пред се, но и човек кој што беше стварно символ на македонската фудбалска репрезентација во еден период токму кога Македонија се соочуваше со своите најголеми предизвици, кој што беше исто сакан од сите и исто навивавме за него, а за секогаш ќе остане запаметен и тој гол во Саутемптон против репрезентацијата на Англија. Артим, здраво и се надевам дека ќе имаме убав разговор во следните минути. Благодарам на поканата и тука сме за отворен за секаков момент. Човек кој што цел живот е во фудбалот и во спортот и кој што верувам дека има видено се во Македонија што може да се види. Кажи ми прво како се справуваше ти со сите тие ситуации во периодот кога играше, бидејќи знаеме што се случува. Тоа е еден навивачки фолклор со навреди кога има надпревари, можеби се заборава брзо, но ајде прво да ја начнеме таа тема како ти дали емотивно и ги сваќаше тие работи или пробуваше да воопшто не се ни. Значи, една тема е моја што нема старт, нема крај. Многу тешко да се најде крајот на ово. Интересно е да се разговара за оваа работа и мора да се разговара пошироко, да се бара начин како да се спречи до негде кај што се зборува, кај што се навива вулгарно или неспортско однесување, без разлика од која страна е. Јас сум во фудбалот скоро цел живот и секогаш сум гледал фудбалот пред се. Не сум размислен многу, не сум обрнал внимание многу на публика на такви мовиди, зашто влегуваш на терен, прав професионалист гледа само правиот пат до резултат, до успех на надпреварот. Имало такви неспортско скандирање, но како што и самиот кажа дека сум бил прифатен од навивачите одлично, ме почитувале и искрено да кажам во некои лоши моменти 2001 во таа најлоша ситуација во Македонија беше многу жешка атмосфера на терени, се случува на утакмици сме играле. Сепак кога сум легол на терен не сум многу размислил на тоа што ќе слушам, што ќе се зборува, како ќе се навива, него едноставно сум очекувал поддршка на тој надпревар ние да го добиеме. И тоа е многу битно, многу важно за еден играч, за еден фудбалер, да не обрне внимание на публика тие лоши моменти, лошо скандирање, затоа што ќе се дефокусира од надпреварот и веќе него го немаш. Се случило тоа на надпревар, наш колега го прифати тој момент на неспортско однесување и веќе беше скрос исклучен од надпревар, не беше концентриран во надпреварот, да го даде максимумот што се очекуваше од него. Значи, кажав дека не е убаво тоа, мораме да најдеме начин како да спречиме тоа, но мора да терен фудбал мора да се игра, да бараме резултати. Нешто како човек кој што секогаш дава максимум во репрезентацијата, ете јас првите сеќавања на репрезентацијата на Македонија ми се поврзани со тебе како дете и дефинитивно беше од
омилените фудбалери на мојата генерација македонски. Дали може да те породи еден поединец во даден момент кој што би направил нешто неприфатливо или кој што би те навредил на национална база или на било што, и дали тоа може до толкова ти направи повреда, бидејќи знаеме кој е Артем Шакири и што има се направено за фудбалската репрезентација? Таков случај може да се случи само ако добиеш таков збор, навредлив збор од твој колега, твој другар. Иначе од противникот не биде начин како да те деконцентрира од игра, како да те извади од контакт од игра. Значи секој збор, секој контакт, секоја навреда, ако осети дека ти паѓаш на тоа, веќе се губи на преворот, се губи концентрација и противникот тука добива на таа работа. Фудбалската репрезентација на Македонија може да се каже како најдобар амбасадор на тие меѓуетнички. Јас не се сеќавам, по последните 25 години, кој што паметам, некогаш да имало било каков проблем меѓу нашите фудбалери, кој е во прашање дали е албанец, дали е македонец, дали е бошњак, дали е без разлика од која националност во Македонија. Како успеавте сето тоа го поминувате заедно, бидејќи сите сте вие фудбалери, професионалци, се разбира, играте за една цел за Македонија, но како вашата сплотеност и сплотеноста на овие дечки сега може да ја пренесеме и на народот, бидејќи некако докажано е дека во Македонија секогаш политиката кога сака нешто да докаже или да направи на било кој начин, а најмногу и преку спортот, знаеме, милион скандирања има и во Тетово, и во Скопје, и во Струга, и во Битола, и во без разлика која има на национална база, и како вие како спортисти можете да помогнете да се пренесе тоа на целиот народ, бидејќи на крај сите имаме исти проблеми. Воздухот загаден е проблем на сите нас. Не гледа дали си албанец, дали си македонец, дали си србин, дали си бошњак. Значи прва работа, ја веќе играв и во Струга, значи Караварман. Во Караварман игра македонци, турци, албанци, роми, значи не беа чисто да кажем македонци, него бевме мешани. Се дружевме заедно нон-стоп. После тоа во Вардар, таа година кога се распадна Југославија, па Вардар беше најак во Македонија. Имаше македонци, албанци, 3-4 бевме, турци, роми, но во прашање беше друштво, како фамилија, зашто ова е екипно, не е поединечен спорт. И само така може да се направи резултати. И повеќето од нив ние не бевме возрастните да мразиме еден или друг, така него да се дружиме за сите. Зашто спортот е спорт и обединува сите, цел свет, не само во Македонија. Имало ситуации кај што нормално се навивачка група навива, ке навредне, како што кажа дека пробат на секој начин да деконцентрира во игра. Ако паднеш на тоа, веќе екипа губи играч, губи квалитет во игра и противникот веќе тука паѓа и може да се добие над преворот. Ако играч е јак, значи може да издржи таков притисок, тогаш нормално цела екипа е позади него, дали еден или двајца, ние сите сме заедно тука и играме заедно. Значи тоа не било секогаш дека пред се ставаме спортот, дека во прашање репрезентација ниту сакам да размислувам за ништо друго него освен за позитивни резултати. Тоа е голема чест за секого што ќе добие повик во репрезентација да игра, да покаже максимумот, сите заедно да се дојде до позитивни резултати. Имало ситуации каде што се контактирали со еден од бившите председатели на Република Македонија и
амбасадори Холандија, Англија, да организираме средба навивачки групи Холандија, Англија, значи тие главните што се во групи, да они раскажуваат како е начинот на навивање таму, за да го спречиме веќе тој синдром, таа болест што викаме на националистичка база да се навива, затоа што ова е спорт кај што сите спортуваат, сите играат фудбал. Не успеавме тоа, зашто тој беше малку поголем проект, но во иднина ќе настојаме тоа да го направиме. Ме интересира како размислува еден професионален фудбалер во Македонија, без разлика дали играе, ти си играл во Вардар, многу македонци играле во Шкендија, сега да се фатиме за двата најквалитетни клубови во последните 10-15 години во Македонија. Дали може да се стави професионализмот пред чувството вроено кое што го имаш, бидејќи знаеме што се случува се на трибините во Македонија на било кој надпревар, без разлика каде се игра тој надпревар. Ти ако ги браниш боите на некој клуб, дали е македонски или албански, а си македонец или албанец обратно, а слушаш навредливи навивања од навивачите кои што треба да ти бидат тебе поддршка за нацијата на која припаѓаш. Како може, сигурно имаш ти контакти со фудбалери кои што играат сеано и ти си го поминал и цел живот си во фудбал. Како може тоа да се надмине и дали може да се надмине или едноставно посилно е од тебе и не може да издржи, бидејќи тие навивачи треба да бидат на твоја страна, а не да слушаш нешто што сушност е навреда за тебе? Јас можам да кажам за мене дека јас тоа сум го поминал и сум слушнав такви навреди на трибина, на превари, и во Вардар, и во репрезентација, и во Шкендија, и во Битола, Пелистер, значи кога сме играли противници. Имало, но како што кажа дека како играч не сум обрнал многу внимание. Како тренер сум имал играчи во Шкендија, и албанци, и македонци, и странци. Сум имал сите коедно. Значи секој сум размислил пред се човек, играч, клуб, после тоа кој што е. Зашто сите тука заедно бевме, заедно сме во екипа и заедна цел се бориме. Кажа дека треба многу работа за ова да се среди. Морам тука да се надоврзам и да кажам ете од моја страна, од новинарска гледна точка, околу сите овие ситуации можеби тргам и од себе, и од мојата професија, ка можеби ние сме виновни. Дојде време кога кликовите се поважни од се, а знаеме дека на Балканот најлесно народ може да привлечеш со ширење на неубави работи, со пренесување на тие вести. Дали премногу им даваме значење на поединци во општеството? Еве ние како новинари ќе се ставам јас самиот со пренесување на тие ситуации. Например, било каква работа се случи во државава, ако е меѓуетничка, одма е таа на насловните страни на сите портали, на телевизија, на вестите, ударна вест. Дали премногу им се даваат ситуацији во спортот, например? Дали премногу им се дава значење на не можеме да ги навредиме сите навивачи кои што идат на превари. Тоа се одреден дел, мал број на поединци кои што на крај доаѓаат и се става како мислење на групата. Значи, како можеме јас можам да ви да помогнеме сите за тоа да не биде така? Моето искуство со стара гарда на комети кои што седат на јужна долу. Значи таа стара генерација, Ептен, имавме добри односи, големо почитување. Во Вардар кога играв, во репрезентација исто така, значи не можам да кажам. Младите генерации не ги познавам многу, не можам да кажам, но сепак треба да учат од тие постарите. И многу него. Ептен бев добро пречекан и почитуван од нив. Во Шкендија од балистите, значи таков пречек ми направија кога јас прв пат отидов како играч, зборам ова 2007, дека се врати во Шкендија, значи незаборавно е тоа. Јас сепак кажам дека сум гледал фудбалски,
спортски аспект тоа и секој што настојувал на тоа да биде така. Без разлика кај сме, што сме. Кажи ми, ете, настапуваше и во странство во текот на твојата кариера. Можеш ли да направиш споредба со, знаеме во 90-тите во голем пресврт се деси во Англија со навивачите кои што прават големи проблеми. Они имаат сега некои проблеми со расизам, тоа е нивниот дел од оваа страна, од неубавата страна на спортот. Можеш ли ти од твоето играње и твојот период поминат таму да направиш некоја разлика меѓу навивачката култура пред се на луѓето таму, на обичниот народ, на одењето на стадиони, на тоа како тука се случува, бидејќи мене ми изгледа дека најчесто проблемите во Македонија се исценирани кога прашање. Се знае точно на кој надпревар што треба да се деси и тоа е мал број на луѓе кои што ги прават на крајот тие проблеми. Па тоа треба да се лоцира тој проблем. Значи тој мал дел луѓе навивачи што го прават тоа треба да се види и веќе да се забрани влез на терени, зашто тоа го има во Англија. Значи, кажувам Англија, Турција има разлика од тоа, дека Турција се големи фанатици. Навива за клубот и они сакат резултат. Они не гледат кој си што си. Нормално во денешниот свет малце е тоа расизам, африканец, тука малку, но сепак кога треба да се навива за екипа, они навива за екипа, за тимот. Во Англија си има некои закони, некои правила што не смеат да ги пречекорат тие. Он вика оди на надпревар, значи они тој ден кога има надпревар, за нив тоа е слободен ден, ден на рекреација, ден за шетање, за одмор од работа, но и сака својот тим да победи и навива за својот тим. Излегува, од сабајле се спрема до вечер, зависи кога е надпревар, дали ако се игра во сабота, они играат порано. Играат недела, негде 4-5 почнуваат, али ако е од понеделник до петок, тогаш ќе има навечер утакмица и они од сабајле се спремат, одат по пабови, заедно со друштво или фамилија и веќе се спрема за надпревар. Се случи една случка на мој надпревар кај што игравме во Англија, баш после Англија, Македонија, нели јас се потпиша за Вест Бромвич. Се случи на еден надпревар кај што навивач на мојот клуб лезе натре од терен и сакаше да ме гушка, да ме подржи, пошто имаше некој конфликт тогаш што се случило, да не зборуваме многу, што не е вистина. Сакаше да ми даде подршка дека тие се позади мене, дека ме поддржуват, но во тој случај обезбедувањето го спречи. Со Англија например за Бекам или не? Да. Така, за тоа што се случуваше во Скопје, така. На нареден надпревар ние игравме на домашен терен и он влезе натре да ми каже дека не поддржува, дека они помислија сака да те нападне. Да, а обезбедување, добро, таму е правило, не смее да влезе никој на терен, зашто се има правило, влегуваш, те фатат и веќе ти имаш забрана година, 2, 3, не знам правилата какви се точно сега, зашто има и таму промени, дека не смее да влезе на стадион веќе тој период. И случајно го фатија, па он налета на мене, паднавме, дигнавме, пробав да го пуштат, барав од обезбедување да го пуштат, но они си имат тоа, мора да го почитуваат тоа правило што е. Значи, не се гледаше расизам. Има во екипа имавме ние африканци, бевме секакви, од секаде, од цел свет. Не почитува многу, без разлика кој што е. Кога сака една екипа, навивач што е на една екипа, он навива за клубот, навива во најтешки моменти кога му треба да направи пресврт екипа кога губи, они знаат да навиваат тоа, знаат да го направат. Не викам дека тука кај нас не знаат, и овде знаат. Има нешто што треба да се промени и овде. Дали тоа не можеме ние одма. Дали треба, не знам, моje мислење дека премногу сериозно сваќаме сепа дури и спортот. Можеби спортот треба да биде само
само забава кој што го сваќаат. Ете, кој што кажи во Англија, они од Савајле цел ден го посветуваат на тој надпар и се забавуваат со фамилии, со се. Значи, тоа зборуваме во клубови, да не зборуваме кога игра репрезентација уште повеќе, тоа но ме интересира дали треба да не ги сваќаме толку сериозно сите работи, пред се спортот и надпреварите, бидејќи ако веќе удри на емоција, најлесно мала на емоција, на национализам, било кој игра, да се сретнат Вардар или Шкендија, што и да се деси на теренот, ако дојде конфликт меѓу два играчи, може да се направи цела приказна од таа ситуација, да овој го мрази пошто албанец или овој го мрази, бидејќи маќе. Дали треба поопуштено да гледаме на работите и да гледаме како фудбал, а не како буквално војна на теренот. Значи гледаме сега, нешто порано во Англија се гледаше големо ривалство. Значи, поздравувањето пред утакмица, тунел, поздравувањето на терен, значи кога пред да почне надпреварот, и после надпреварот. Значи, порано го немаше тоа да се поздравуваме сите натре на терен. Завршено надпреварот, екипата што ќе изгубеше, бараше полека да си оди со рекувално што побрзо така, полека скриено и да бега, да не седи тука. Сега гледаме, значи тоа англичаните малку им е чудно, затоа што они ги знаеме нив какви се тие, они сакат јако, сакат тврд фудбал, сега и таму малце е сменето. И сега им е чудно малку, сите застанува, се поздравува, се смеат. Се губи, се победи, се смеат. Затоа што они се противници, ама завршено надпреварот, тие веќе се другари тука и се познават, и така треба да биде и кај навивачите. Завршено надпреварот, си навивал за своја екипа 90 плюс минути, завршено надпреварот, треба да се продолжи пак пријателство, затоа што се случува тоа и во фамилија да има противници, да е татко на една екипа, брат, син на друга екипа или братот, и тука имам закачки меѓу себе. Еве седиме тука си муабетиме, јас сум македонец, ти си албанец, јас сум од Скопје, ти си од Струга. И нешто што треба да се свати во нашава држава пред се е дека нешто ако знам дека би те повредило тебе, не треба јас да го кажам. Разбираш, некој кој ќе каже една работа што јас велам дека е добра, а што не е добра за албанецот или за србинот, за бошњакот, за небитно кој за ромите. Зашто јас да напоменувам таа и да не ја сваќам така сериозно кога е кажана или обратно, неважно. Некоја работа што знам дека ти како албанец би можел да ја кажеш да ме повреди, да не ја сваќаш сериозно, а само да се лутиме и да се навредуваме за тие работи кои доаѓаат од другиот. Веројатно Балканот и така функционира. Кога некој ќе направи нешто што на нас не одговара со големи карти, со големи држави, неважно, и обичниот народ не го сваќаме сериозно, колку да не се случило. Но тој другиот кога ќе го направи, тогаш веќе проблемот настана. Ние сме тука Балкан. И многу брзо ги сваќаме работи така на вредливост. Што не сме да се случи. Значи, ние седиме заедно да разговараме, правиме муабет тоа што кажа. Значи, си има една граница до каде може да одиме со разговорот. Значи, јас сум еден мој другар, најдобар другар, можам слободно да се кажуваме меѓу себе муабети, али тоа останува меѓу нас. Значи, не излегува надвор од тоа, затоа што не знаеме како тоа ќе се земе, во кој контекст ќе се прими тоа. Али, кажав, ние сме во Балкан, почнуваме од Хрватска па надолу, скоро сите имаме исти менталитет и малку сме брзани во таа реакција кај што слушаме еден збор и одма, чекај, зашто тоа? Значи, не ги сваќаме малце работи како што е во Европа, пример. Не се многу заинтересирани на тоа, не ги навреднува или не ги гледа. Едноставно, вика, сакам да живеам мојот живот, да тераме со друштво и така терат. Гледав скоро некои истражување, те може да го поврзем и со спортов на деца во училиштето, убаво ме потсети се што ми го спомна. Беше типот као на крај се дојде до заклучок дека многу е полесно да мразиш некого, него да сакаш, дека многу и самите деца викаат дека многу повеќе се навредуваме во училиште, се слушаат секакви пцовки или било какви работи, но некој
некого да пофали или да му каже како сака. Веројатно многу полесно е да се мрази и затоа и на трибините омразата е поголема најчесто него и поддршката кон својот клуб, репрезентацијата или било што. Па, значи секогаш е прво лошото е полесно да се каже, него доброто да се направи. Значи секогаш тоа го гледаат. Како што доаѓаат генерациите, деца се некако поопуштени, поотворени, многу повеќе разговараат, не размислуваат како што е размислено порано. Гледам некои имат и поддршка од родителите, стануваат малце поарогантни. Времето е доста сменето. Сега кажа дека тешко е дека преку ноќ тоа нешто може да се смени. Како што е дојдено, така ќе треба и ние полека да направиме нешто за да можеме позитивно да одиме, да го смениме тоа, да го вратиме мирот, да го вратиме онај спортскиот дух, да се оди на терен, да се навива за клубот кој што е навивач, љубимец. Вардар, Шкендија, Пелистер, било кој да се навива фудбалски на натпревар. Убава порака да е на самиот крај. Тука ја би додал дека многу е поважно да се сакаме сите, да го сакаме својот, но да не го навредуваме другиот, да повеќе да уживаме, бидејќи исти проблеми, сите се соочуваме со исти проблеми во секојдневниот живот. Не ни треба да се мразиме меѓу себе само ради тоа што во графата националност не стои на сите различни. Тоа можеби е најважната работа за едно мултиетничко општество како што е Македонија, бидејќи на крајот животот ќе помине, а наше како ќе го живееме и дали ќе ни биде убаво и дека разговорот треба да биде на прво место за се, па потоа се друго. Ви благодарам што бевте дел и од ова издание на овој прекрасен подкаст. Се надевам дека ќе се дружиме и во иднина со екипата тука, навистина убаво си поминав. Ти благодарам, Артемете, што се дружевме овие половина час. Ми беше чест, навистина да ти кажам како дете кој растеше со твојот фудбал. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш и имајте убав ден. Пријатно.